Зад параванот на Перонаков безброј се крие даночно затајување, објавува управата за јавни приходи. Компјутерите кои полицајците ги пронајдоа при претресот на домот на управителката на Плюс продукција Гюлтен Джемаили дале јасни докази дека во бастионот на Рамковски се водело двојно книговодство, што е спротивно на законот. Експерти по криминологија за Сител коментираат дека токму податоците од компјутерите пронајдени кај управителката на издаваштвото на весниците под контрола на Рамковски даваат објаснување што точно се случуваше во четвртокот во дворот на А1 телевизија. Според нив, новинарите били искористени за да се дефокусира вниманието на полицијата и јавноста, додека вработените во кеси и картонски кутии ги вадат нелегалните пари и компјутерите за кои денеска УЈП обелодени дека содржат документи кои потврдуваат дека фирмите работеле спротивно на законот. Од УЈП велат дека само текот на парите ги донеле нивните инспектори до даночната пирамида на Перонаков безброј. Се започнало од други компании со кои бастионот на Рамковски имал сомнителни деловни односи. Новата технологија во управата за јавни приходи софтверски ги излистала компаниите во кои е можно да се прикрива данокот од државата, а меѓу нив се нашли и 6 фирми од Перонаков. Затоа инспекторите веќе подолг период се обидувале да извршат контрола, но истата на најразлични начини била попречувана. Прво на инспекторите им било кажано дека се врши целосно реновирање на просториите во кои се наоѓаат фирмите и дека тоа е причината поради која не може да им биде доставена документацијата на увид. Потоа еден подолг период управителите на фирмите биле на боледување, се вршеле промени во сопственичките структури и на секој начин се ескивирала даночната контрола. Од тие причини, инспекторите влегле во фирмите на Перонаков за на лице место да ја проверат состојбата, но таму наишле на отпор, бидејќи вработените не им ги давале документите на увид, поради што морале да побараат асистенција најпрво од финансиската, а потоа и од униформираната полиција. Освен во станот на Джемаили во Чаир, полицијата запленила уште 45 компјутери од канцелариите на Перонаков, кои со помош на IT форензичари ќе бидат детално проверени и од нив ќе бидат извадени и оние податоци кои биле избришани. Утре предпладне во финансиската полиција ќе се отпечати и пишаната документација, која ќе биде прегледувана во присуство на истражен судија. Тоа треба да го даде одговорот колкава е сумата која бастионот на Рамковски по основ на неплатен данок ја должи на државата. Извори на Сител потврдуваат дека не се исклучува можноста со кривични пријави да се соочат и сите оние кои вечерта во четвртокот и застанале на патот на истрагата и ја спречувале полицијата во вршењето на должноста. Директорот на УЈП веќе изјави дека само една од 6 фирми на Перонаков на државата не и платила ДДВ во износ од над 1,5 милион евра, поради што може да дојде и до конфискација на имотот.